Следна тема во Студио 1 е политиката, односно злото во политиката како инспирација за творење, за пишување, заради овековечување на едно време. На моје големо задоволство, гостинка во Студио 1 е мојата колешка Санта Аргирова, автор на првиот па и на следните политички трилери во македонското издаваштво. Санта, добар ден, добре дојде во Студио 1. Добар ден и добро ве најдов. Пред да најавиме промоција на твојата нова книга, Времето на Перонов, во петок, јас би сакал за почеток да го прокоментираме она што како впечаток ми го имате споделено во една прилика, а тоа е дека ова е злоупотребено време, време во кое што нема простор за наивни, за добронамерни, време на уцени, закани, убиства, жртви. Тоа е вистинската инспирација за вас, како автор? Во суштина да, и тоа ќе го најдете во овие две кои ги имате пред себе, Портрет од Дрезден и Добро утро Јаков, а можеби најмрачната е она што ќе биде промовирана веќе задутре во петок во книжарницата Култура, која се вика Времето на Перонов. Таа е можеби најмрачниот, најтемниот дел од оваа трилогија. Сега кога сме кај злоупотребено време, јас морам да ви кажам како воопшто дојде до оваа приказна јас да почнам да пишувам. Тоа беше пред неколку години, кога речиси двајцата се наоѓавме во иста ситуација, останувавме без работа, плюс јас ја скршив ногата и добив еден гипс така во едни пеколни горештини. Се чувствував многу тешко. И добив совет од една пријателка која што така добронамерно ми рече: ама зошто ти толку добро раскажуваш, зошто не седнеш нешто да напишеш? Го отворив тефтерот, го зедев пенкалото и си реков, ако ништо друго, барем ќе истурам нешто од себе, можеби ќе ми олесни, нема да се чувствувам веќе вака. И на моје огромно задоволство, нешто чекаше да излезе од мене. Јас во тој момент, кога почнав да пишувам, оној гипс што ми беше на ногата, се беше проширил низ целото тело. Практично, мојот ум беше во гипс. И оној момент кога почнав да пишувам, јас го пукнав гипсот. Го пукнав гипсот, се победив себе, го победив времето, кое што навистина беше злоупотребено, и тоа не е кратко време. И почнав и се реализирав себе и на овој начин, и многу сум среќна поради тоа. За победата на, односно борбата доброто и злото, и практично се уште надвладувањето на злото, говорите уште во првата книга Добро утро Јаков. Првата е Портрет од Дрезден. Портрет од Дрезден, се извинувам, да. Добро утро Јаков, втората. Таа нишка провејува и во последната ваша книга. Со оглед дека станува збор за вечна борба. Точно така. Ке има ли уште книги во кои што практично тоа ќе биде темата? Знаете како, ова е писание за навистина борбата меѓу доброто и злото, ама злото во политиката. Оттаму овие книги го носат жанрот политички трилери, всушност Портрет од Дрезден е првиот. Тоа е вечна борба. Од божествената комедија, 7 векови понаваму, ние се уште ја имаме истата ситуација. Прашањето што се поставува е дали политиката е сето зло или е само една од најмрачните позиции на злото. Злоупотребата на политиката е навистина големо зло, затоа што оној кој ја злоупотребува под себе ги става невините, наивните, кои некако на некаков начин се принудени да станат дел од злото, да го бранат. Нивното подаништво станува во прашање. Дури во едно време доаѓате до онаа парадигма каде што сваќате дека да се биде зол, да се злоупотребува политиката, да се злоупотребува времето, позицијата, моќта, всушност е некаков израз на доблест. Станало навика, манир, израз на доблест, нешто што е многу погубно и многу трагично. И сега во овие романи вие ќе сретнете секакви ликови, оние кои се навистина приказ на злото само по себе, оние кои се нивни поданици стануваат многу лесно затоа што се заведени од она што светка над злото, и оние невините и наивните кои најчесто стануваат негови жртви. И тоа е навистина вечна борба. Јас не знам дали некогаш тоа ќе заврши, се надевам само дека нема да биде исто.
Па добро, ако знаеме дека секој за да стигне до сопствената љубов практично треба да помине низ сопствената беда, може да биде еве како нели објаснување практично за состојбата во која што сега сме и колку таа може да и се одразува на психологијата на луѓето и на... Вие алудирате на прашањето дали ова што е во книгите е вистина или не, ако добро ве разбирам. Да, следното прашање е зошто политички трилер? Колку во овие страници е испишана вашата работна кариера, вашето животно искуство, она што го имате доживеано, преживеано, видено, слушнето? Морам веднаш да ви кажам дека сите овие 3 романи се фикции. Никогаш не може човек да каже дека некоја слика која ќе ти заглави во окото, понатаму од неја не може да се создаде нешто плюс, некоја имагинација плюс. Визуализирате ли пред да пишувате? Апсолутно гледам филм. И тоа е така. Јас не го смислувам дејството, јас едноставно седнувам да пишувам и филмот почнува да се одвива. И јас само го запишувам тоа што го гледам. Не би можела да кажам дека седам занатски ги изработувам ликовите, можеби оние кои пишуваат подолго, на кои тоа им е првичниот занает, ќе најдат и некакви забелешки во сета оваа работа, но јас го пишувам автентично тоа што автентично го гледам. Дејството едноставно си тече, ликовите се врзуваат еден по друг. Она што е така малку интересна разлика меѓу овие 3 книги е што секоја е подолга, поголема од другата, тоа не е намерно, тоа едноставно се разврзала приказната, отпочнал да се емитува. Дали тоа значи дека ескалирала политичката состојба во Македонија и надвладеало злото над доброто, па затоа и се повеќе страници има во вашите романи? Па не, да речеме, Портрет од Дрезден има една голема сила, една голема јачина. Најголемиот тамас или најголемата темница, кој што вие велите, е во последната книга. Да, затоа што можеби јас тоа не го сватив така на оние кои ја прочитаа книгата пред да дојде до промоцијата задутре. Велат, ама овде има многу тешки сцени, многу гадни сцени. Всушност тоа е една приказнено дејство каде што главниот лик е министер за внатрешни работи, тоа е Перонов и тоа е неговото време. Таму во таа книга веќе финализирано во оваа трилогија. Тој е тој кој што всушност сака се да стави под нога, тој е тој кој што сака да командува со секој поединец, со сите во власта, со целата држава, и тој ужива во тоа и морам да кажам дека тоа го прави многу добро. Од другата страна е еден лик на девојка која се вика Рената и која станува негова жртва. Всушност незината невиност него му е предизвик да го направи повторно истото. Тој ужива во незината болка, ужива во малтретирањето, ете така, затоа што пак таа останува со него, бидејќи мора да го спаси, или така мисли дека успева да го спаси животот на незиниот татко. Комплицирано, има многу споредни, многу ликови кои што влегуваат во целата таа приказна држава, политика, моќ, опозиција, мафија, изневерување. Во ова ваше сиже јас препознавам моменти од еден политички режим во кој што се најде нашата земја извесен период. Па да, ние го живеевме сето тоа и ние не можеме да кажеме дека останавме имуни, особено некога некој од нас има и тешки последици. Да, затоа велам, тоа е онаа замрзната слика во окото, која ти останува во окото, нешто што се случило, од кое ти натаму правиш фикција, затоа што јас не би можела да кажам дека ова се вистински настани тука. Но духот на времето е Точно. Духот на времето живее практично меѓу овие страници. Па тоа е тоа. тоа. И тоа веројатно е доволна инспирација за нашите гледачи за се надевам. И уште една работа, ова е начин, тој дух на времето кога ќе кажете нешто добро се мисли, ама тоа време да не се заборави. Заврши ли времето на Перонов? Во книгата, да. Се надевам дека нема да биде продолжено во било каква димензија, форма или во некој друг лик. Она што јас би го посакала е да продолжам да пишувам политички трилери, можеби не со духот на времето, туку на вистина некакви акции и трилери во кои што јас уживам.
Тоа е мојот жанр, јас се пронајдов таму, но секако како автор веќе започнувам, односно чувствувам инспирација од некои други работи, но ќе видиме што ќе биде за тоа потоа. Колку вечната борба помеѓу доброто и злото ќе продолжи да биде ваша инспирација за... Да, ќе остане. Ќе остане во најразлични форми, затоа што злото мора да се запише, напише, мора да е тука, да се подсетиме, да не биде да поминат 2 сончеви дена и потоа да помислиме дека злото е победено. Тоа е тука, во секакви форми се притајува, добива други димензии, но тука е и не смееме да му дозволиме повторно да излезе во форма во која долго не давеше. Промоцијата на новата ваша книга е во петок, во 17 часот, во Книжарница Култура. Да. Добре дојдени се сите кои што сакаат... На градскиот плоштад. На градскиот плоштад. Добре дојдени се сите кои што сакаат да ја имаат ова книга во раци и да прочитат практично за едно сведочење на... Да, да речеме имагинациско сведочење, ако може така нешто да се каже. На она што е било преживеено, доживеено, искусено во... Да, затоа што имагинацијата на авторот секогаш работите ги создава, ресоздава, пресоздава, ги доведува можеби до граница кога сето тоа е далеко од реалноста. Можеби и не можеби туку ниту еден лик не е верен на лик кој што бил во реалноста, но во карактеристиките на ликот можеби можат повеќе личности да се препознаат во некои делови од тоа, затоа што формата на злото, односно незините експресии не се многу различни, тие се лесно препознатливи. Колку и да вие велите дека практично ова е имагинациска состојба практично, сепак секој читател, еве јас како читател препознавам моменти од минатото и затоа велам дека е тоа дополнителна информација, дополнителен мотив и мотивација за секој потенцијален читател да ги прочита овие страници, да види како се одразувале врз животот на луѓето, какво влијание, какви последици можеле да имаат и имале практично. Би можеле или имале, тоа ќе го оставиме во онаа димензија на имагинацијата на читателот што ќе ја земе во рацете. Јас би можела да кажам дека од она што го добив како впечаток од луѓето што ги прочитале веќе првите 2 книги е и она што ми прави најголемо задоволство е дека кога ќе ги почнат едноставно не може да ги остават бидејќи сакат да видат какво е детството, каков е крајот. Дури имав и ситуации кај што луѓе на улица ме застанува и ме прашува: "Ама стварно ли вака ќе биде како ти што си напишала?" Ама велам: "Луѓе, не, ова се навистина книги, ова е литературно дело, ова е имагинација, фикција." Дозволете работите да се течат по својот тек, јас не сум пророк, јас едноставно она што го гледав, живеев, доживував, го ставив во една уметничка форма, каде што додадов, нели, многу разни примеси, многу ги искомплицирав работите, за на крајот сепак да се свати дека кој како сака всушност да го свати. Некој може да го свати како вистина, некој како фикција, оставено на читателот, но јас тврдам дека е фикција. Колку влијае на подсвеста и на менталната состојба и кондиција на човекот злото кое што е раскажано овде? Многу, па човекот е убиен од злото, не мора и директно да се насочи кон него. Ако живееш во една држава, во една ситуација, во едно семејство, во една средина каде царува злото, каде луѓето мислат дека можат да ја водат приказната со тоа што ќе се поставуваат на таа страна, тогаш никаде не води тоа. Никаде, освен кон пропаст. Првата и втората книга излегува релативно брзо. Да. Всушност, Портретот од Дрезден беше напишана и чекаше да излезе, чекаше подолго време. Таа излезе во јуни 2015 и сите се изненадија кога Добро утро Јаков излезе во декември 2015, истата година. И јас имав само една реченица, дека Портретот од Дрезден чекаше да најдам издавач, да се одлучам да ја објавам и така натаму, а Добро утро Јаков чекаше да излезе од вас. Едноставно. Дури и оваа третата, таа е исто така подолго време готова, меѓутоа имав јас некакви ситуации заради кои се одложи до сега. И всушност овие 3 книги се напишани во еден здив инспирација. Во еден здив инспирација за ликовите, за настаните, за случките, за
исходот Имате веќе напишани први страница, четврти политички трилер? Не, реков дека ќе остава малку да помине некое време, за да видам што е тоа што ќе ме привлече. Дали повторно истиот жанр, дали повторно слична тематика, дали... Па веќе станавте препознати по жанрот политички трилери. Но ете да остава ретко кој се нафаќа практично да ја отслика вака состојбата. Да. Така. Ми беше задоволство што бевте мој гостин. Јас уште еднаш ги поканувам сите љубители на пишаниот збор, меѓутоа и сите оние кои што еве ги заинтригира разговорот. Во петок во 17 часот во Книжарница култура на площад Македонија е промоција на вашиот Да, јас сакам на крајот само да им се заблагодарам, на издавачката Куќа Култура, затоа што навистина се чувствувам добро како автор кога работам со нив и да најавам дека на денот на самата промоција книгата ќе има и попуст. И сите три ќе има. Заклучивме дека злото секогаш ќе биде опонент на доброто и таа борба ќе трае, меѓутоа еве да лично јас ви посакувам најголемата темнина, како што рековте, да заврши во вашиот трет роман. Се надевам. Нека бидат малку поведри следните. Инспирација за политички трилери секогаш ќе има. Меѓутоа, нека биде на темната времето на перон. Се надевам. Тоа е за доброто на за доброто генерално. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. По кратката пауза продолжуваме со останатите предвидени содржини.